Почитувани дами и господа, почитувани професори од катедрата за археологија на факултетот Свети Кирил и Методи Скопје, доктор Виктор Лилчич, доктор Маријан Јованов, доктор Антонио Јакимовски, почитуване колешке Честоева и останати колеги, почитувани медиуми и останати присутни. На самиот почеток ви посакувам топло добре дојде, успешна и плодна работа. Но пред да започнеме, би сакала со едно минутно молчење да му одадеме почит на скоро починатиот професор доктор Иван Микулчич, доајенот на археологијата, како кај нас, така и пошироко, а секако и за останатите колеги археолози, кои веќе не се меѓу нас, доктор Блага Алексова, Воислав Саанев, Живој Винчич, Милан Ивановски и останатите, да не ги набројувам, бидејќи ги има многу. Ве молам да станете. Слава им. Почитувани, по повод одбележувањето на Светскиот ден на археологијата, локален музеј галерија Кавадарци за прв пат организира научен симпозиум во нашиот галериски простор, каде ќе се одржат предавања на разни теми од археологијата со презентација на фотографии и слайдови од богатата лепеза на значајни археолошки локалитети во Кавадаречко и Теквишкиот регион. Почитувани, поради светската пандемија на коронавирус и кризата која што произлезе од COVID-19, научниот симпозиум Светскиот ден на археологијата, насловен Археологија во Тиквешијата и регионот, ќе се одвива согласно со уредбата со законска сила на владата на нашата држава, протоколите за работа и пропишаните мерки за заштита и превенција, носење лична заштита на лицето за сите присутни, дезинфекција на рацете, одржување на растојание 1,5 до 2 метри и ограничен број на учесници и посетители. Оваа година локален музеј галерија Кавадарци се вклучува во прославата на Светскиот ден на археологијата со цел да ја подигнеме јавната свест за важноста на оваа научна дисциплина, за заштита на културното наследство што го имаме, за развој на културниот туризам, а воедно за популаризација и промоција на археологијата во Тиквешкиот регион пред светската јавност со презентација на научни трудови преку предавања на еминентни професори од катедрата за археологија на Филозофскиот факултет Свети Кирил и Методи Скопје. И тоа профес доктор Виктор Лилчич Адамс, профес доктор Маријан Јованов, професор доктор Антонио Јакимовски и археолози од институцијата, кустос Весела Честоева и јас. Раководител на овој проект е кустос, историчар на уметност и археолог Весела Честоева. Проектот е финансиран од Министерство за култура на нашата држава и градоначалникот и совет на општина Кавадарци, за што покажувам срдечна благодарност. Одбележувањето на Светскиот ден на археологијата е потврда за ентузијазмот и за љубовта кон професијата, кои се присутни кај луѓето од оваа фела, како кај нас, така и во светот. Со ова почитувани, симпозиумот го прогласувам за отворен, со надеж дека овој симпозиум ќе прерасне во традиционален и меѓународен. А сега, почитувани, го поканувам професор доктор Виктор Лилчич Адамс да го презентира неговиот научен труд. Ви благодарам. Професорите на универзитетот Свети Кирил и Методи се долги децении присутни не само во Република Македонија, туку и во целата, туку и во Тиквешијата. Одамна, дозволите не ја ќе ви кажам се ние ги истражувавме речиси сите утврдени градови и населби, а тоа се археолошки локалитети кои ја чинеле, ги чинеле цивилизации на почвата на Македонија. Значи, може да рекам слайд. Денес фокусот е, значи, општина Кавадарци. Значи, мојот прилог зборува за фортификациите. Знаете, археолошките локалитети се од различни
типови. Имаме не само фортификации, отворени стари градови твърдини, тук имаме локалитети от отворен характер, села, па не знам, имаме древни патишта, аквадукти, мостови, рудни ревири, да речеме, руднички копови стари древни, значи имаме много богата, да речем, територија, много богата земја со археолошки локалитети, но јас се фокусирав, реков, поведен од мојот професор, што спомена колешката Весна, значи, доктор Иван Николович, што целиот живот го помени издржувајќи ги токму старите градови тврдини. Од неговите, негде, да речам, 200-250 посетени локалитети, јас го подигнав тој број на моментално, пак ќе речем заедно со видовите, на 750. А некаде Република Македонија треба да има околу 1000, да речем, такви стари градови тврдини. Општината Кавадарци поседува, да речем, ја би ја поделил на два дела. Јужниот дел се водоносните ревири на Кожув и северниот дел е оној повеќе равнинскиот, каде што се развивал животот и цивилизацијскиот живот, нели? И тоа е прилично најмногу благодарение на двете магистрали. Гледате, една е прастарата магистрала во долината на реката Еригон или Црна река, и која што римјаните малку ја подзаборавиле, не им одговарала, бидејќи реката нанесува самото име Еригон, значи она река вода што надојдува, нели, што плави. Така да секогаш се уривале мостовите на пролет. Така да римјаните, значи таа екзистирал во раниот македонски период, значи тоа е отприлика архајски 7 до 3 век, до 4 век пред Христос, и продолжила некаде тука уште и во раниот македонски период, значи 3-2 пред новата ера, за да римјаните веќе од кога освоиле Македонија, тие видите, римјаните им требала сигурна магистрала, сигурен пат, за да ги излекуваат оплячканите богатства од горе од крај Дунавските провинции. Така да тие ја испорсирале оваа магистрала, пошто денешниот магистрален пат Прилеп Плетвар, нели, Дреново и Стоби. Тоа е била втора магистрала. Тука ја споменав, може или не, и рудничката магистрала од пазувите на Кожув. Таа е втора магистрала, рудна магистрала по долината на реката Пошава, односно Калмут, Капја, и слично овога можеби и како со оваа магистрала Еригонска, која и преку нејзе се извлекувани рудите. Значи тука се две, би рекол така, клучки, кај што се вкрстувале патиштата. Едната е клучка тука на релација Дреново-Возарци, Трстеник, односно тука имаме концентрација на утврдувања и големиот град Алдарист. И втората тоа е веќе во Неготинска општина, тука кај што се вкрстуваат патот што доаѓа од Пелагонија кај Неготино и продолжувал, например, преку Серта за Радомиш до Штип, со Бардарската магистрала. Може да сега, јас за нив зборев, кажав некои слайдови ваки, ќе ги прескокнеме. Тоа е во римско време диагоналниот пат, виа диагоналис, и еригонскиот пат, значи. Тие се многу значајни, и овој рудничкиот пат по Пошава. Тие се многу значајни, бидејќи во иднина ние би требале како археолози да се фокусираме на тие локалитети и да видиме колку можеме нешто да откриеме како објекти, за да можеме да однесеме туристи. Знаете, никој не живее од воздух. Археологијата е таа што може да помогне и конзервацијата, нели? За да однесеш човек да види нешто и да му земеш пари, нели? Тоа е тоа. Ја така ги замислував од секојаш и музеите и локалитетите како еден вид фабрики за пари, и за тоа ние постоиме да преку организацијата на тие локалитети помогнеме на денешните општества, нели? Може понатаму. Сега кратко за историјата на истражувањата. Еден од постарите вистински археолог, кој што поминал негде 6-7 дена во Битола на враќање од Амфипол, каде идел на кај Франција, е Леон Азе. 1976 година она неговата мисија на археолозите Маседоан, Париз, значи, објавена, тој со неговиот геометар поминал во долината на реката Црна и ја направил првата, би рекол, карта, ја публикувал
карта на долината на реката Еригон, црна, пише черна река, до Стоби. Тој дава прв план на античкиот град Стоби. Може понатаму. Потоа истражувале во првата половина од 20 век Воислав Радовановиќ, позната ви е неговата книга Тиквеш и Рајец, ама тој е етногеограф, етнолог, нели? Но споменува и археолошки локалитети. Понатаму 30, назад ако може. Понатаму доктор Никола Вулиќ во, видите, 38 година беше, ја прави првата археолошка карта на општина Кавадарци и ете се гордееме дека првите локалитети, прва археолошка карта. Понатаму ние направивме огромен скок, нели, до крајот на 20 век со археолошката карта во организација на МАН, може понатаму. И сега ја би го истакнал професорот Иван Миколчич, кој што дојде од онаа таму Инџија, во Македонија, човек со хрватско и германско потекло, човек со фотографска меморија, ретки се тие луѓе што со едно читање на голема книга памти 99%, тоа е многу значено. Знаете знаеме ние археолозите колку беа исполнети неговите предавања, знаеше да не воведе во животот како тоа изгледало. Но добро, нема да го напаѓам. Има и работи кои не ги разбира доволно на терен, ама видите, со почит и респект кон неговото дело, ние продолжуваме и го надградуваме. Тоа е практично нашиот живот. Секогаш да придонесеме кон заедницата. Значи тој прв го измери и го представи планот на големиот град Аударист или Еурист во римско време, градиште Дреново, кој што ја во неколку наврати имав предавање, беше во општинската зграда на Кавадарци, и тогаш и сега ќе кажам, е вистински археолошко-туристички бисер на општина Кавадарци, би рекол, на цела Тиквешија, покрај уште неколку точки, ете, Тремник, градиште Неготино и Демирка. Ете, тие се најјаките, најглавните точки, врз кои треба да се крепи, значи, развојот на локалните општини. Сега се разделија, може понатаму. Значи, Иван Миколчич, неговиот прв приказ на Аударис беше во Македонијаката археологика број 1, Скопје, Прилеп, мислам, беше 75 година, и после тоа го представи овој град и повеќе други градови тука во Тиквешијата и Тврдини, во антични градови во Македонија, 99 година, и во Шпет Антикиум Фри Бизантинише, Бефестигони и Норд Македонијан, значи тоа е во Минхен, кај што се осврна на доста античката фаза на градот Еурист, сега Еуристус. Јас инаку сакам отворено да кажам, ги избегнувам грчките наставки, значи инсистирам на римските наставки. Не дека римјаните нешто многу добро ни направиле, меѓутоа дојде време кога, барем за мене, се ствара некаков отпор. Нема да коментирам тука понатаму, може понатаму. Видите, тука се приклучив и јас како, да речам, млад ученик на Миколчич, студент, и тука е 76-та наваму, јас сум постојано присутен во Тиквешијата. Ете, лани 2019 година работевме на, ќе видиме понатаму, на неколку места тука, ќе ги прикажам. Значи, ова е еден текст кој што го работев за старите кастели, тврдини во рудоносните ревири на Кожув и Витачево, нели? И патот кон, нели, по долината на реката Еригон до Возарци и по Бошава, може понатаму. Сега наку се уште една што ќе прескокнеме малку. Тоа е Еригонската магистрала. Не е добар слайдот баш, но таа ги врзувала во минатот и таа е најстара магистрала кралствата на Пелагонија и кралството на Пајонија. Значи тука во Тиквеш што се ширело и по долината на Брегалница и од Струмица, например. Тие кралства, добри, понатаму и другите цивилизации, да речам, античка Македонија ги освоила овие, анектирала овие простори, потоа римјаните, нели, оставиле енормно богати културни археолошки локалитети и видите, кога станува збор за Еригонската магистрала, можам слободно да кажам дека таа е една од најјаките, добре ги спомнах овие како точки. Меѓутоа таа е една од најјаките, да речам, археолошко-туристички моменти, места, амбиенти кај што можеш ти, например, да ставиш туристи во Чамец
и да ги носиш до устијата тамо на кај галиште, малку над галиште и да видат некои места, некои добри манастирот, нели Полошки, ама има локалитети кои можеш, на пример, ако малку ги приуредиме да се соранци да се качат догоре, на пример, да ги видат, да се вратат и така натаму, оваму кај градот Тиквеш може да се организираат ресторани, не знам, чуда, хотели, нешто има приватни, мислам така, ама може понатаму. Значи, спомнав за рудите во Кожув, тоа е веќе познато, и тие руди проектирале, значи, помогнале, да речеме, потрагата за оформување на мали некакви тврдинки кои биле руднички кастели, кај што се собирала топената руда и се организирале каравани до големите градови, например до Стена, Демир Капија, до Стоби, например, и па и до Аударис, може понатаму. Тоа може, ова е границата. Значи, видите, може понатаму, се уште постојат непознати локалитети, не само отворени села, например, и непосетени, например, имаме едно, тамо се токмеме да го посетиме, Кучите го викаат Праведник, например, Праведник. Не го посетивме, тоа е една така, имаме информации за населба, па со храмче, ќе видиме. Овде дознав од, значи, собираме податоци од секакви луѓе, секој што сака, што е отворен, што може да помогне, нека каже, нека и доаѓа. Ова беше, заборев името, Падарот го вика, не знам тука од Каладарци, че он зборува за тврдување, мало неко тврдување, североисточно од првог прашник, некаде кај ова студена вода, тука има топоними Грамадиште, Грамдиште. Но тоа е многу зафрлен крај, треба, значи, да се знае попрецизно каде е локацијата, за жал човекот Диме Падарот беше, да, починат човекот, така да не можевме да организираме. Ќе видиме понатаму. Значи, може понатаму. Во горниот дел во пазувите на Кожув се наоѓа и градиште Рожден. Значи, градиште село Рожден, може понатаму. Еве планиметријата, одамна ја документиравме, тогаш, собравме некои керамитки, јас кога што го видов, што го почувствував е доцна антика. Доцна антички кастел за организација контрола на рудниците, на топењето на рудите и караваните што ги носеле на југ. Може понатаму? На север, пардон. Видите, една од поголемите мистерии е Васов град, Власов град или Росол град. Така се среќава со разни топоними. Тоа е ова чука горе. Првата реченица доаѓа дека таму нешто има, е од Воислав Радовановиќ, вика, ако ќе се минели тачево, се наидува високо над конопиште на урнатините на Росол градот. Ја имам две експедиции на тој Васов или Росол град, може понатаму. Значи, ева како доминира овде од Мушов град, пеш 7 километри нагоре и може уште една. Има и мали Васов град, тоа е поблиску до границата и овој, видите, ние го качивме, овде не отидовме, овде. Меѓутоа горе нема ништо, тоа е едно плато во шумата, онака 15 на 15 метри и нема остатоци, културни остатоци. После разбрав дека да, постои некаква населба од отворен тип, негде на половина на падините, северозападните падини на Васовград. Може таму. Значи, мистеријата е отворена, а би било фантастично, например, да се годат планинари, например, има ова планинарско друштво Орлели, Спелошко, кој беше организирано нешто така, но било добро еден ден, па не знам, ако би се открило таму, ама не е на врвот, нема ништо. Може понатаму. Сега тука е една мала точка што не ни е проверена Градовец, кај село Бојанчиште, кај што најдовме во селото имаше малку во близина селото еден ваков покрив од една мала надгробна едикула од римски период. Читава се покривот, а ова е плафонскиот дел. И ромбот, или символиката на раѓањето. Повторно раѓање во светот во Елисиумот, каде што рајот кај нас, нели? Елисиумот е паганскиот рај, може понатаму. Сега ќе ги погледаме неколкуте точки исто во горниот дел на јужната периферија, јужниот раб на Кавадарци. Ова е градиште, раселено село Градишта, сега е ваторот на село Бојанчиште. Значи овој локалитет доминира една многу јака тврдина, седен така типично би рекол рано византиски еден
рано-византијско-источно чело, она клиновидна форма, иако не е кула, например, а има информација дека тука се наоѓани монети само исклучиво од 6 век, рано-византијски. Тоа е некаде на неколку километри југо-источно и јужно-југо-источно од устието на Влашница до езерото, во Пиквешкото. Има фантастични ѕидови со цврст варовен малтер, значи верувам дека може и со возило да се стигне на ова северна падина да се урнатините од куќите од селото градиште, раселеното. Еден убав објект кој што може утре да се ископа, да се презентира, да се конзервира. Може понатаму. Значи сега дојдовме до град, Куманичевскиот град. Тој е некаде околу километар и 100-200 метри северно од село Куманичево. Иде една патека, скоро имаше некоја оваа година еден поход на градот Куманичевски, ама се одложи што поради временските услови, после не знам дали го реализира. Значи може понатаму. Видите, доминантен, овде е малку извишена сликата, сепак е доминантен. Значи, ритке што има карпи на западната, југо-западната страна и ѕид на северо-западната и еден ѕид на падината долу. Чи јас во текот на првата моја посета верував дека се работи за доцно антички кастел, така и го пишав, ама немав движни наводи. Беше зараснат, после разбрав дека некој нашол монета на пајонскиот крал Леон и тоа некој голем халп со лав во стоечки став. Тоа во приватни колекции негде е загубено, за жал, нели? Тоа е пајонскиот крал Леон. Така да преостанува да се продолжат истражувањата на овој локалитет, кој што навистина можеш со него да градиш некаков археолошки туризм, може понатаму. Сега доаѓа еден интересен локалитет кој што се вика градот, кој што доминира над Праведник, западно над Праведник, а јужно од Галичен беше или Галчин, тој ридот, врвот, и од кој што е интересно, се гледа висока, например, оној град што е на Селечка планина. Но тука, видите, јас од години го сонував ова место, бидејќи, гледате, се пишува на карта 25.000 градот. Значи, направивме една експедиција, се качивме горе немаше ништо. Ама нема културни остатоци. Ја и денес, она што вика, не знам кај сум бил, не знам што сум правил. Горе нема културни остатоци. Сега размислам дали можеби војниците што ги прават овие карти грешат многу пати, еден рид ќе го наречат, ќе ги заменат ридовите и може да е во соседството некаде е вистинскиот објект, градот, може јужно на Сртот, може овде не отидовме на оваа позиција, може понатаму. Значи, она што ви реков, например, од градот Праведник извонредно се гледа контурата на Висока, а исто контурата на Висока, тоа е, ете со Тони го работевме со години овој локалитет, може да сте чуле, тврдиме дека е тоа главниот град на кралството на Пелагонците и подоцна под римјаните од 168 до 148 година е главен град на Македонија четврта, Меридата, делот, како што ја поделиле римјаните. Интересен локалитет, ама таму наистина има културни хоризонти. Овој град, например, се гледа од врвот Краставец, Горни Краставец, од Демир Капи на 58 километри. Значи, тоа се такви маркантни високи акрополи. Акропола или светилиште? Ќе видиме. Може понатаму. Значи, сега тука имаме една мала полуутврдена населба, северо-северо-источно, на околу километар, може и 2 километри, Мијајлица се вика, од село Праведник, каде што има така едно благо ридче и каде што има многу интензивни остатоци една, ја би го нарекол, сега може да кажеме полуутврдена населба, да е фортификација, не е некоја јака, силна фортификација. Еве планиметријата се гледа, има како една мала акрополка и околу тераси, стамбени тераси. Покривни теголи од латински тип, може понатаму. И сега ова што ви го спомнав пред малку, куќите Праведник, значи има информација, значи на западно од Тиквешкото езеро, значи на едно горено плато, една населба која не знам колку е таа утврдена и остатоци од храм на едно соседно ридче, веројатно со некропола. Треба да посетиме, треба да видиме за што се работи. Може понатаму. Јас само да кажам, овде не успеав некако да ги ставам уште, не ми се ни посетени. Имам неколку точки околу Галиште
нали, галиште јужно и западно, значи кои што може да ќе се покажат и некакви утврдувања, меѓутоа имаме само информации дека постојат и точки, позицијно треба да се отиде да се прилично непроводен, знаете, теренот, постои пат од Кесендре до Галиште, ама тешко треба со тешко теренско возило или од доле да се оди со чамет, ќе организираме. А исто Клиновско има, например, локалитет кале Драчевица, кај Драчевичко скеле, значи тој го посетивме, значи има еден многу јака исто таква, од типот на Мјајлица, полуутврдена таква населба, која живеела најверојатно локалните ресурси, нели, сточарство, земјоделство колку може во тој планинскиот дел, а може би најверојатно и деловно рударство. Ова беше исто, овој локалитет, видите во литературата кај Војслав Радовановиќ, Марково кале, село Бегниште, значи, кај што он вели Марково кале. Меѓутоа, само така стана. Стојат урнатините на Марково кале. Конечно отидовме од минатата година, видите, знаете, веројатно црква и на едно плато среде два дола, има некакви ѕидови на оваа страна, на западната страна, и овој заштитен ѕид околу на сите страни има заштитен ѕид сел. Ама нема од горната страна некој пресек, па да има контурен ѕид да биде утврдување. И сега тука не се вршени никогаш археолошки истражувања, останува да се одговори на прашањето зашто го нарекле локалните жители Марково кале. Тоа за некоја иднина која ќе се вршат сондирање, например, во дворот на црквата. Може понатаму. Дојдовме до Грамаѓа, село Бегниште, и тоа е уште една од овие полуукрепени стамбени населби што живеат од раниот целиот веројатно раниот македонски период. Јас сакам сега само малку да појаснам, ме слушате. Значи, јас лично како професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи прекинувам поради сите овие околности, се што се случуваше во овие години минати, со терминологијата архајски период, класичен период, хеленистички период, римски период. Не, ние живееме во Македонија. И имаме овие луѓе, значи не се ни римјани, ни хелени, туку се антички пајанци, не знам, македонци, пелагонци, така натаму, и чесно е да се нарече периодот, периодизацијата да биде со ран македонски, среден македонски, па доцен македонски, доцент антика и средновековен македонски. Толку само нема да ја замарам за ова. Значи, видите, ова е Грамаѓе, Бегниште, и понатаму е тука писан камен на рано-христијанска базилика, значи овде на Срто. Едно многу јако интензивно, значи, интензивна населба во археолошки локалитет, кој што сега и не се ни обработува, може би во минатото имаше ниви тука долу, ама луѓето се повлекуваат од тој дел. Може понатаму. Курилов камен Датниште, и таа е премерена, значи тоа е сличен тип, една полуутврдена локална населба. Значи, може понатаму. Ја мислам да овие мали локални населби не можеш некој туризам да градиш, нели да носиш. Може да имаат, да се отпечати водич, например, гајда на што викаат, и да луѓето знаат дека таму има, а на тие локалитети може да се најдат и ќе најдеме, имаме најдено археолошки движни предмети, што може да ги ставиме убави монети, например, тука еден куп монети ќе се стават, убави лични, Тесалоника Пела, не знам, и римски цареви, сето тоа. Ова е црн камен, добро, Овчаров гроб е, и Овчаров гроб таму на картата се. Ова го има премерено Миколчич, јас и колегата Маријан го посетивме еднашка, ама видовме дека измерено и така една отворена населба не го меревме. И тоа е пак, тоа се тие полуутврдени локални населби кај што се живело на терасите, семејствата биле групирани по куќите, може понатаму. Сега дојдовме до она што се вели културно-археолошко-туристички бисер или топ, атракција. Значи, ова е, сите знаете, градот Тиквеш, град Тиквеш, село Ресава, атак на Ресава. Ова е снимено пред многу години од Марков гроб. Тоа е она чука југо-источно што се издига над градот, може понатаму. Може назад само. Овде би било градиште Брушани, ама тоа е потопено, може и не е ова. Потопено е со водите на езерото. Ние со
Раде баш размислувавме каде може да биде, ама треба да се чека да се спушти, видите, водостојот, за да се види што е тоа. Миколчич кажува на времето пред да се направиле со апостол Керемичиев заштитни археолошки истражувања и меѓутоа на тој локалитет не направиле ништо. Немам информации што е, само е она кажано во неколку реченици. Може понатаму. Еве ова е позицијата на интересниот, сега е тоа островче, а некогаш е и полуостровче каде се повлече водата, например. А ова е Марков гроб, оваа чука, може понатаму. Еве како изгледа тука, во некоја снимка одамна, мислам, со еден колега Никола Чаушев бевме така една експедиција пред многу години, може понатаму. Еве планиметријата што е нацртав таа година, значи градот Тиквеш има мала акрополка со една корабна средновековна црква, веројатно цистерна и уште една црквичка надвор западно. И сега она што го имаме, ова е прекрасно сочувано, меѓутоа тука водите на Тиквешко езеро ладно подкопуваат и би требало да се инсистира, да се, ако ништо друго, да се вршат заштитни археолошки истражувања, па сега ќе подкопа, немаш да направиш, може да нека треба големи пари да се заштити тој зид таму. На северната страна сега се веќе излезени контурите на куќите. Ова е позицијата на Брушанското градиште, кој што е потопено со езерото, а Миколчич тогаш извршили археолошки сондирање на ова, како беше Тиквеш, Шакалица или една римска вила откриле, Ресавско, тука и тоа е публикувано во годишен зборник на филозофски факултет, може понатаму. Ево уште еднаш како тоа изгледа. Ова е, значи, Марков гроб, мала тврдина, фортификација, може нареден слайд. Тоа е овој дел вака и тука се шири, која што, видите, позицијата на градот Тиквеш е долу ниско, во долината на Иригон, на Црна, пониска кота, и такви локација град било секогаш привлечен за ограбувачите, така да они изградиле, оформиле една висока, нели, планинска, ридеста наблюдувачница, спекула, кастал спекула, која што видите без проблем ја гледа клепа. А клепа е главен репер, нели, од кај што се самиот збор клепало да буни, да известува дека нешто доаѓа опасност од север, главно доаѓале опасностите. Ние во мијатата година со колегата археолог Игор Ширковски откривме, например, сребрена монета на Фарсал. Значи, добро, тоа се некакви сотрговија, па пак се тоа плати за оние што тука стражале, ама Фарсал малку е чудно, сега Фарсал е далеко на југ. Може понатаму. Сега, градиште и Маркова црква, село Дранќа, пред многу години се извади тука, тоа е западно, југозападно од Дранќа, значи локалитетот е на еден така карпест вид, има мала акрополка, нели овде е акрополката, и ѕидот што се спушта вака, па се губи до некаде, да речеме, а тука во југозападното, југоисточното подножје е Марковата црква, тоа беше измеривме да пештена црква, позната вие, нели? Тука еден убав објект што можеш да носиш посетители, например. Малку е тешко. Јас тогаш ќе речам една година побара професор Грозданов, академик Грозданов да го донесеме да види. Го донесовме човек, ама не можеше да влезеш ти. Треба да се пикаш вака од страна, беше многу така стрмно и он беше така некако малку, ама дајте сликајте, вика направивме, професорот сепак дојде, јуначки дојде, издржа од кај пешачеше од Дреново. Секоја му чест, значи. Силна капа, може понатаму. Сега, видите, Конопиште Маркова кула. Значи тоа е помеѓу Горна Бошава и Конопиште. Ова ни ја кажа една господја, мислам Трајанка Глувчева од Бранчиште. Вика, теки деца, знам вие што барате, само што си мислеше дека ние по богатството сме по златото. Вика, има едно место кај нас, како малечка, вика, се играе, малечки се играеме горе така прилика. Кажа, каде? И после утрената отидовме таму, нели точно на вливот на потокот Женско, горе, фантастична една така издолжена позиција, значи, кај што има батерија простори, тоа мене ми кажува за 6 века, ние немаме информација, само го измеривме шумата и остана онака. Треба уште еднаш да се качи, тоа е јужно од Горна Бошава и десно тука видите од Горна Бошава негде на 500 метри е градот. Еден, да речеме, ако тука има на овој кастел некакви остатоци, се гледаат, да речеме, доцна антика,
Вамо па чудно не можеш да ги видиш површински, као да е некој у порано време работено, може 3 век, не знам. Ние само го измеривме и остана, може понатаму. Еве го, остана за некои идни времења доста голема површина. Гледајте, тоа е планиметријата. Ето, североисточно доаде. Ето, да гледате како се гледа. Фантастичен град. Може понатаму. Сега тука во долината на Бошава Крњево има две градишта. Градиште 1 и градиште 2, пак кога ние, значи тие се издигаат над коритото на реката Бошава, две позиции се случи, како полуутврдени населби од некаков хеленистички, се извинувам, средновековен македонски период. Може понатаму. Раниот средновековен македонски период. Сега останува мистерија градот Моклиште, нели? Ова Моклишкото езерце, значи пред многу години професорот Миколчич ми испрати, мислам со еден колега Љубе бевме, да го посетиме, да го документираме, да видиме што е тоа. Дојдовме ние тука, се качихме, знам, памтам до овде, и немаше никаков град, мислев за овие коти, ништо немаше. После тоа разбрав, значи дека се урнал 1956 година целиот рид, веројатно и градот, остатоците, она што било, тоа веројатно бил така, на оние постарите карти, така е представен Сизо Хипси. И добро, за жал, земал животи и на луѓе, и на овците, нели, стадата, а ние археолозите и воопшто македонската археологија и култура изгуби еден тавечен град, што не знаеме дали е рано антички, дали е доцно антички, тоа е тоа, може понатаму. Сега, тоа е тоа Моклиште, може понатаму. Останува локалитетот тука, западно е во таа долинка, градиште или Викало, или мислам дека градиште, село Моклиште, над манастирот Свети Никола, значи локалитет кој што колешката Весна го истражуваше, као, нели, го истражувавте пред колку, 2-3 години, така нешто. Сондирање имаше, така. Иначе планиметријата уште одамна е премерена, знам дека и Винчич го има работено, значи нешто копаше во кулите, ова фула мислам дека копаше, или ваму, дали ова или ова, не сум сигурен. Значи, според ова, планот се гледа дека доцна античко утврдување, и во склоп со манастирот исто еден убав така еден, да речам, амбиент, комплет кој што може во некој иднина да се, веројатно ќе има културните хоризонти, ќе дадат материјали доста, да може, знаете, сега тука малку една дигресија да кажам, ние одиме константно во Македонија 30 години како се излековме од она комунистичка и уште градиме, нели, музеи во градовите. Меѓутоа, ако погледате на југот, тамо соседите во Грција или по некои други места, тие прават депанданси музејски на самите локалитети. И тоа е добро да дојде човек, ама добро, треба да сме побогати, например, да дојдат да водиш туристи, да влезат во такви музеи, да видат, нели, тука да му земеш пари, а во градот да биде на најубавото, нели, како да кажам, собрано од цела територија, може понатаму. Дојдовме до село Глишиќ, меѓу Глишиќ и Марена се наоѓа, значи ова е тука, Кавадаци Глишиќ, Марена, тоа е тој градиште, значи со една мала таква крополка и со тераси надоле, може понатаму. Уште малку, значи каде што е најдена некоја оставена сребрени монети, апостол Керемичиев ја публикува, значи ова е планиметријата што изгледа пред многу години, може понатаму. Еве како од прилика приближно изгледало и на овој дел има постари некакви железонодобни, ако не и доцна брозенодобни, на убава една црна темна керамика, може понатаму. А тука, еве е таа позиција, Кавадаци, а овде е Белград и она што е големата некропола Белград, ја се тоа бев помлад, се качи овде, викам, град ќе откријам. Не горе ништо немаше на чукарката. После полека разбрав, па тоа се оние стели римски, рано-царски период, нели, надгробни, нели. И тоа е огромна некропола и најверојатно жителите на градиштето тука се погребувале на овој дел. И оттаму на песната Винарин, Белограѓани и така натаму, може понатаму. И сега, ова е едно градиште јужно од Белград, исто од оние полуотворени населби, не е утврдување нека стратегија, може понатаму. Ова е Хусков рид, манастирец, тоа е веќе пониско,
гледам дека тука се зафатени веќе со некои ниви, а Република Македонија не е приватна и сега тоа не знам како човекот успел, меѓутоа е многу значаен локалитет со културен хоризонт на животот раниот македонски период низ средниот македонски период до доцна антика, нели? Доцниот може понатаму. Ова е Шивец, значи еден силен воен антигонитски кастел, кој што треба да се реконструкција на Јован Миколчич 3D, и ова е мојата планиметрија прва да ќе направи, може понатаму. Тука ова мало кале Шивец доле на самиот брег на реката, на Црна река, кај што е откриено депо на сребрени тетрадрахми пред многу години, кој Соланецот ги фрлил вода, нека сторија така, па во Германија продадени, па колега еден одеше од Германија, откупи таму и врати во приватна негова колекција, па мислам дека сега се веќе во Народна банка на Македонија треба се провери, да речеме. Неколку примероци успеа да врати, си купи со пари едноставно. Како што се десило, се случило, сепак тоа се пајански монети на пајанскиот крал Ликеј, има таму информација кај Шелдаров може да се погледа. Не знам колку вкупно било депото, може. А чукарчето е малечко, гледате, никако. И тука некаде треба да се најде на некој од падините. И тоа случајно човекот со волови, со кој знае како орал нешто, може понатаму. И сега дојдовме, тука завршуваме, прилика уште малку. Јас нема да тука должам. Ова е градот Аударист или Еурист, може понатаму. Околу негова близина јужна е Забот се вика, чуката е таа. Значи, тоа е еден кастел спекула од раната антика што јавувал на граѓаните за опасностите, може понатаму. Тука е, значи, цел систем околу, нели, овој, да речеме, за известување на градот Аударис, кој што е слично како градот Тиквеш, пониско, и ова е Грбавечка кула, Завод, од оваа страна е Кале Шивец, тука со Тони посетивме кај Трстеник, со петка, мислам, тоа треба да го измериме, да го документираме. Стража Фариш и Маркова кула Фариш исто чува од запад, може понатаму. Клепа, ја спомнавме, таа е централна и од незе се доаѓале главните сигнали и во раната антика и во доцната антика, може понатаму. Па ова е Аударис од Забот, како е сликан, може понатаму. Фариш, да, од Забот, еве го, кастелот со приближување, градиште Никодин, од Забот, значи тоа е градиште едно што чувало преминот преку во долината на Бабуна, може понатаму, и Кале Шивец од Забот, може понатаму. Значи, ова се тие картата со плановите на картата со локалитетите западно од Аударис и долинката, може понатаму. Ева стража Фариш, значи горе акрополата со имаше монети, сега ќе ги видиме со Антигон Гонат, и ова е Маркова кула, може понатаму. Значи, може назад само. Ова е еден интересен комплекс локалитети, тука има некој човек на кривинката позади куќичка убава си направил, сега тука го сечат патот нов, меѓутоа ќе треба, можело да се направи пристапа со степеници горе, качување, ако може да се возило да влезеш горе, шантена е ставена горе, за посетители може да се припред, може понатаму, еве ги монетите Антигон Гонат, значи и четвртиот век, тука третиот век, да речеме Гордијан трети, може понатаму. На Маркова кула имаме Лизима, Касандар, Антигон Гонат, Персеј, многу јак локалитета, малечо контрола некаква тука, теснецот Фаришки, може понатаму. Еве и доцна антика, нешто односно римски период, Дирахион, Гордијан, Константин, може понатаму, Тацита. Грбавечка кула, пред многу години ја качивме со еден колега, беше доста напорно, сега би сакал уште еднаш да ја качам да видиме фотографии и нешто ќе видиме. Тука знаете, има една прекрасна црква, ама урната беше во Грбавец, меѓутоа може утре, не знаеме, се направи некој пат подобар да носиш туристи на Грбавечка кула. Тоа е чувство, може да биде. Ама тоа некоја иднина може понатаму. И сега античкиот град Аударис, за тоа мислам колегата поише ти кажа, или не. Добро, значи Аударис краток ќе бидам јас, значи може понатаму. Позицијата градиште Дренова, првата планиметрија на професор Миколчич,
Јас минатата година направив ревизија на таа планиметрија, 14 работни дена, па ќе видиме што ќе испадне. Иако треба знаете, мојата методологија е со пантлика и со бусола. Сега веќе дојде време на дигитални инструменти, па ќе видиме како ќе биде. Има и премер, колегите од НКЦ направија премер со Дејан Станоев со тотална станица, па ќе видиме што ќе биде. Може понатаму. Тука околу западно има остатоци од храмови херони, мавзолечиња мали, околу што колегата Маријан Јованов ги истражуваше во текот, не знам, 2003-та мислам, беше така. Може понатаму. Градот е обкружен со неколку храмови. Тука има информација за еден храм источно, североисточно на некој од овие ридови, кој што треба да отидеме да го документираме, може понатаму. Ова е храмот на остатоци од храм, треба да се наричате тука веднаш над патот што е, понатаму. Потоа, тука има храм со голема некропола на платото Плоча, кој што почнавме да откопаме со колешката Весна Ѓорѓиева, може понатаму. И ова е, би рекол, централниот храм на што го работевме 2003-2009 со колешката Весна. Значи, тој е веќе од оваа страна во градот, на да речем, крајниот југозападен брат на градот, може понатаму. Еве како приближена реконструкција направивме со Весна и знаете, таму лежат фантастично профилирани камени блокови од тој не е многу голем храм, тој може со некакви напори мали да се реконструира. Може понатаму. Интересно е дека храмот веројатно бил посветен на Дионис. Тој е богот на пролетното раѓање, богот на раѓањето на новиот живот, младите ластарки, виното, грозјето, и тој би требало да биде, ова би требало да биде место централно во Тиквишијата, кај што тука треба, да се почнат оние, според мене, мислам, свечености, на гроздоберот и така натаму, може понатаму. И отприлика така и вака го замислувам, например, оно што кажав пред малку, значи Аударис како еден бисер културно-археолошко-туристички на Кавадарци, тој е град од негде 17 хектари површина со една многу јака акропола и со извонредно богати јужни и западни стамбени тераси, со ова некрополата на платото Плоча. Во некоја иднина, значи тука постојат, со завршувам, значи, неколку задачи. Главна задача е да се почнат да се откупат приватните парцели, значи да се на начин дали ќе се даде земјоделска некоја друга, да се почнат археолошки истражувања, да се проектира пат од западниот дел од автопатот, тука кон ова како долче едно, асфалтен да биде, дали овде да оди или да оди низ ова долчево, тука треба назад да се враќа, некако да се проектира така, па да се направи паркинг и да се направи некаде музејски депанданс. И тука, ако се направи реконструкција на оној храм, че ова е еден локалитет кој што многу ветува, а магистралата се гради, не ја изместен, изборија дека ќе прават од Скопје Велес бабуна на Клетовник, онде да оди Орав до Габровник, па на Десово да оди за Прилеп, ама тоа не го сторија, така, тоа можда некојаш ќе биде, ама кога ќе биде не знаеме. Сега се прави патот и ова е еден момент, еден локалитет кој што ние веќе имаме доста работено, ние подготвуваме со колегите, Маријан и Тони една монографија, книга, која што ќе даде еден приказ, меѓутоа ќе даде информации основни колку имаме ние, Сега со овие информации кои што ги откри колегата од Миле, Велчовски, ако се споиме нешто, па да тоа биде една книга, научна студија, ќе дадеме, ќе внесеме една светлина, научно-истражувачка, но сега предстои оној другиот дел. Македонското општество се уште ми се чини не е баш спремно. Гледате со какви предизвици се соочуваме. Ние имаме проблеми, уште со законската регулатива, со многу други проблеми, имотно приватни собственици, приватни, ние копавме, почнеме да го копаме, човекот била приватна нива, дошол, ставил гранки, ни го затргал, не може да продолжиме. Така да, но сепак, знаете како, мора да се работиме, да се бориме,
Така да јас се надевам во некое тајваше догледно време, овој град ќе добие еден нов лик. Ќе се обидеме и ние од јас сум раководител, председател на една управител на невладина организација Центар за археолошки истражувања Скопје и од таму ќе пробаме да собираме пари, нешто диаспората, па со соработка со колегите од музеот, нешто да направиме. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.